Од срцето на градот и овој викенд раскажуваме нови скопски приказни. Со вас, Катерина Тодевска-Спасич. Добредојавте во новото издание на Скопје Ле. Одиме со уште една нова приказна, името на гостинот го дознаваме внатре. И сега го дознаваме името на гостинот, и знаеш кој ни го кажа името на гостинот? Гостинот. Здраво, јас сум Сања. Сања Мейн. Да. Супер. Порано се дешавало да ми се уратат со Сара Мейн и тоа му доаѓа као нешто као Сара Саламата, онаква. Добро, ние сме најзгодни, онака, ама за толку па да течеме, да искачаме. Као онаква во рибарска мрежа фатена. Чајна. Чајна Мейн. Во Скопје или на друго место? Јас сум Сара Мейс, да ви се представам. Извинете вака на шегите уште од раз, два. Ама добро, Ама со Скопје. агрон дека ни тргна уште од кукета. Сега нема бегање од енергијата тоа. Така е, да. Такси? Во такси се возиш? или не? Возам. Ова се возам. Се возам. Се возам. Такси, бродови, аутобуси, авиони, Шлепери? возовете. Шлепери, да. Не, татко ми вози све. Татко ми има возено миксер у бетон работеше. Не знам од кај на кај, нели за Скопје му абетам, не за татко ми, ајде. Тони, але. Слушај, тато Тунија? Да. Чао, тато. Чао. Туни. Слушај, знаеш што, бирајте таксито во кој што се возиме единствените електрични возила или такси возила во градот. Моабетот ми е дека ти во И со новата единствени прекрасни жени. Ете така, во твојата нова хероина имаш една од нив. Да, имам една хероина од нив, точно. Да. Како се вика, знаеш? Па мислам дека треба да го задржиме за приватност, точно. Добро, да. Ама супера. Да. Така, и супера кога и жени се во Извини, приказва. кажи Агрон нешто што ми... Кажи Агрон. Нешто сакаш да додадеш? Кажи Агрон, кај идеш Агрон? Не, Агрон ќе се налути за тоа, иначе ќе го кажев името, ама темпреска ми кажа. Дека не сме. Да, не. Добро. Блиски биле, па викам. Агрон, зашо одиме наваму, ба? Епте, Кај ги одиш? збунив со муабетот. Добро. Ке се вратиш? Тука нема кај, сега ќе разврти колку да не ги премести желудниците, нема врска, све е тоа концептуално смислено. Ама фала ти Агрон, да знаеш дека после за ова частиш сладолед. Или јегер, бирај по твое. Леле, мори мајко. Ама ептен скопски почнавме. Еј, да. Значи може и скопски да збориме. Може, бе. Онака да ги нервираме сите битолчани. Брат. Го сакаш Скопје? Многу. Многу? Многу, премногу. Епа супер. Ај ке си направиме уште малку муабет за Скопје и твоите скопски приказни во Пелистар, важи? Да, ке си направиме само Агрон да рече како ќе ја прекрије голата. Јаке часам. Ајде идеме на јегер. Сара, епа тука сме за некоја минутка ќе седнеме на нашето место, Кое што колку ќе сме брзи. Кое што има многу сонце, ама ќе има и убави муабети, знам. На што те асоцира овој дел од градот, само кажи ми? Сонце и убави муабети најубавата. Па види, мене можда и цел град, а и овој дел од градот ме асоцира на моите години во средно, музичко, пошто многу често знаевме да поминеме Камени мост, да дојдеме тука. Мислам не дека седнувавме на пијачка, не сме биле толку богати. Ама знаевме на клупа да седнеме со костени, зависи кој дел од годината е, нели, Скопје. Скопје и Костани е многу добра приказна. Скопје и Костени е прекрасна приказната. Добро, ајде сега ќе ја чуеме и приказната твоја нова за хероина, ама и за се она што значи дел барем од приказните скопски на Сара Мейс. И знаеш од кај ќе ја почнеме приказната уствари пред Пилистара, ќе ја почнеме горе од тоа местото кое што ви нуди можности разноразни. Да. Местото беше заедно го баравте како беше тоа во Пинтија кај што сте сега?
Јас па како те разбрав кај што кажа кај Пелистер горе Не, местото што од ви нуди- Пилистер, викам местото Од што Пелистер се го- стилима. Сега ја ќе се надоврзам само Ајде. тука морам. Над Пелистер горе местото што ни нуди разноразни можности е уствари местото кај што живеат свекорми и чиче свекорми. Така што местото кај што се чуваат Тоа е можност. Етцетра, етцетра. Така што да. Сега значи се враќаме на твоето место. Да. За кое место ме прашаш ти? За Пинтија, да. Значи го баравте заедно или веќе беше тоа Димитар го имаше, па после ти кога влизу приказната го правевте само куќе или Не, како? ја го имав. А ти го твое е местото? Не, местото е од моите. Добро. Мислам, ние сакавме дефинитивно да направиме куќа. Мислам, гледавме плацеви во Сонје, во Сопиште. Првоначално искрено Пинтија не ни беше баш некоја опција, ништо кое што потојно сме го посакувале. Иако и двајцата сме живеени во станови цел живот и сакавме многу да имаме наша куќа и да направиме куќа, нели баравме место. Така што ни беше многу убаво ни дојде тоа место, заради тоа што беше реализирање на дел од нашите долгогодишни соништа за како да ни се развива животот во иднина, пошто мислам не дека нешто сега да се трескаме од земја, него мислам цел живот сум живеела во стан, искрено куќа е рајот на планетата Земја, зашто не знам твое место, прво нешто што направивме е ограда ставивме Наше. 2 метра. Добро. Некако затвор сме некои со зидови од 2 метра, беше плюс чемпреси посадивме кои што се моментов 2,5 метра некои 3. Добро. Зашто знаеш, па не Пак знам, да ти е сакаме твое, интимно, да, имаме така е, некое интимно некој, да, местенце, да. двор е нешто кое што немам зборови, мислам стварно и за маката немам зборови, и за чистењето и за све тоа, мислам до душа надвор Димитар е задолжен претежно за косење, Гледам за тоа по дворот, Инста, се гледа за дека е чистење задолжен. базен, за вадење Да. на полноглавци со мрежа, пошто над базенот, леле, зашо дојдов ја тука да зборам дека што Абе ти е на тебе? Скопје и тоа. Океј, Шутија. Скопје има жаби, особено Пинтија. Пинтија има жаби, жаби, але. Кре, але, ми е новиот слоган. Па така да, каде бе ни една година не се парале жабиве како оваа. Еј, знаеме да имаме по жаба 2 и тоа А оваа година? Годинава, расположени у љубав. Сите жаби Абе водење тоа е добро. кај нас врз тоа платформата од базенот. Прво, и реално се изнамачи човеков стварно. Леле. Али завршивме работа, у моментов е суво, Добро. нема жаби, така да отвараме сезона Без жаби. многу наскоро, да. Добро, а сега се враќам на стан. Каде живееше, каде израсна? Јас израснав во Мичурин. Мичурин е срцето на аеродром. Значи, обожавам да ги нервирам аеродромците од другава страна на Јасно. Блаже Колески. Тебе? Срцето бе душа, срцето на аеродром. Зошто бе сарае Стара срцето? Зашо чука. Зашо порано како што беше каливо, како ќе Да, шлапнеш шоколада. Не, Каде баш во аеродром во Мичурин? Извини. Значи, Карши Димитар Влахов. Аха. Точно Карши. Добро. Значи, Вењамин Мачуковски 26 зградата, точно точнава адреса. Добро. Тоа е уличката Танец кај што е? Да, готово уличката те кај што е лоцира. Танец. Добро. Да, Тоа е стара зграда, нова зграда, каква е стара Тоа веројатно. се оние како ги викаа порано егејските згради. Егејски зграда. Така ги викаа, пошто комшиите наши обожаваа на тераса да излезат и вака да све да видат, да посматраат кој каде поминал со кого. Имаш врска значи со егејци никаква или? Егејски згради. Толку. Толку да. Добро, ама знам дека ми раскажувала во една приказна на Скопје але дека во тие егејски згради уствари не се заклучувало ништо и се одело по шикер, по вакво или ти не го фати тој период? Па да, тие се како комшиски такви, кои што си Го живеа. фатив, тоа беше баш, значи имаш само приземје и први. Добро. Значи, ние сме играли Не баре во куќа искрено си. на улица, како на Вењамин Мачуковски немало коли, ние сме играле жмурка на самата улица. Брканица, све сме играле таму, ме разбираш, кај гаражи исто имаше, тука баш сме жмуреле да речеме. Сега веќе од сите тие згради останата само една таква на еден спрат. Другите се сите дигнати. На улицата е апсурд да играш жмурка, зашто веќе на улиците има испопаркирани милиарда коли. Поинаку е. Малку е малку е тажно. Се И сеќавам- дури аеродром од другата страна, јас имав другарки, Мила живееше пример таму, па и на Христина, во
како баракички им беа и со Во војните огромни бараки? дворчиња. Во војните, така што сега изрикнаа Преубаво тук. беше. Да. Тоа беше еден преубав, мислам стварно сега се тоа све згради. Сега е малку поинаку, така е, да. А кај учеш ако беше во Мичурин? Блаже Коневски. Блаже Коневски? Да, бев, значи, Тебе ја ти бев било на втора 2 зграда. минути. Да, баш. Од Тука ни тоа... баш сум до она големото игралиште што се правеа сите мичурински средби. Да, знам Сум каде си втор ред точно. куќа од мичуринскиве средби, Да. кај што порано имаше огромен оган. Сега е све тоа, нели, убаво е направено, мислам има за деца како и кошаркарско игралиште и лулашки, ама по пример она што е оганчено за мислам местото за оганче е добро. помалецко порано тоа мегаломански се Беше правело. така. Да. Моабетот ми беше во основно кои тебе другарки веќе што ги спомна од аеродром. Во основно се дружев со Марија Џингова. Со Марија Џингова уште сме Другарки? Во ФС, да. Мислам, Марија е во Белград, ама се слушаме, одржуваме комуникација. Со Мила Петрова се дружев и со Христина Цубалевска. Овие што ги спомнав од оваа страна Од и оваа ние две бевме од другава страна. Во срцето Јас и на Марија, аеродром. во срцето на аеродром. Да, и јас и Марија живеевме во иста зграда, да. Многу далеку сте била. Добро. Да. Се правеа детски Мислам, глупости? тоа беше од школа баш, а иначе од мало баш се дружев со Марга и со друга Мила Карадафова. И сега се Што ни дружиш? беа баш, па се имаме веќе некако разидено. Не сме толку блиски, мислам, си ги памтам како другарки, си имаме здраво и сето тоа, но не се дружиме активно. Памтиш детски глупости пред града? Памтиш нешто? О, памтам. Тукнати, не знам, глави, нешто глупости или не така? Леле, една глупа игра што ја имав. Ја не можам да сватам Не сега можам да сватам. со овој памет. Добро. Значи, Боже Господи, Хубаво, сега ја без разбирам. памет. Али по друга страна си викам боле така што сме експериментирале, него сега децава на телефон нешто да експериментираш. Али стварно е глупа играва. Сигурна си дека сакаш да ја кажеш? Да. Со конец врзувавме една пара. Добро. Баш тука на Венјамин Мачуковски ќе ја ставевме и се криевме и кончи. Сега на познати тоа го правевме другарчиња, ама да се наведне да ја земе за ние да им ја повлечеме парава и ние од грмушки какара. Леле. После тоа имавме зградава, ни беше со како комшииве што доле имаа стан, има направено како кафана, па не знам нешто вака скали. Тука организиравме доле и со другаркиве Марга Мила со сите. Цело мало као мис правевме. Евровизија имале, сме па играле. добро е И тоа. тоа пази ни доаѓаа возрастните со карти им наплаќавме. Абе не знаеш, Профи. бизнис ориентат девојчиња уште на 8, разбираш? Кога немало телефони А кој беше мис? Јас. Не се шалам. Сите другарки ми беа згодници, тешки, така што тесно беше секој пат. Види, моравме на различно да даваме сега тоа. Така да, за секоја година даде друга. После тоа имавме и ние во нашата зграда, имавме дворови, значи многу убав двор. Имаше направено татко ми со една ваква ограда, па со фонтана, па со масички, знам, дури и после кога бевме поголемки, да речам 12 години, кај што веќе сме имали машки другари во приказната, па играме, они купуваат сарми, односно кал, вода и онакви листови за сарма, како се Добро. викаваме оние? Лозов лист. Па како Што е? лозов, ама не е тоа Добро. лозов. Како Што листот? растат? Не знам, не знам. Добро, никакви листови. Значи стварно сме играле, онака сме мотале сарми, сме многу не било убаво. Да. Музичко потоа, така? Песни сме пишувале заедно со Тоа, другарките. песните кога почна музиката уствари? И оваа игра не е многу добра, ама ево тоа кажа. Ние Пак игра. со Марга и со Мила обично се договаравме кого ќе сакаме. Па Али беше многу мали, на ама 6 на договор е 7. најубаво. Значи Да. може сите да ти се И свијат. прва љубов ни беше Иван Джингов на Маријат брати. Кој да ме Добро, ама Марија не можеше да го сака. Еме брат на блиска Добро. другарка, тука ние као сите ќе го сакаме. И првата песна во животот за него ја напишавме, сите трите учествувавме со. Како беше писмото? Сега Не знаеш, не знаеш, добро. Со пењата, како писна, писничка, поезија или? Потворба изгледа. Добро. Да рецитирам на љубовта. Имплементира во праксата. Кога дојде музика уствари во твојот живот? Па мислам дека од секогаш била музика присутна, ама највише беше некако ја така све во животов се возам као не си патам од нешто да ме ја имав екстремно голем талент, па ја морав, не беше таква воопшто приказната. Него мајка ми имаше клавир, останат од она што требало да Наследство. свири, она има пеено во хорот на Запад, нема врска и никогаш не се запишала на клавир, пошто пред неа има починато сестра. Баба ми
ми и дедо ми го зеле клавиров, али па им било шуба и не знам, сега да не навлегувам, нели? нивна И приказна. клавиров останува и ја памтам една момент го памтам на какава сцени, значи јас сум имала 6-7 години, она го продава на оглас и сега зборлеста така по телефон со женава која што го купува клавиров. И и она таму вика па ја имам керка сега прво дали не па ќе ја запишем на нижи, она еден саат и го продава клавиров и на крај вика абе знаеш што? Керка ми е прво дали не се. Вика при ја на нижо можам да ја запишам. Вика знаеш што извини не го продавам клавирот. Ајде. И ме запиша така скроз во светот на бајките ја пев, као 3 другарки отидовме на приемен, и као само мене ме прими, значи ето имаш и талент дори згоре во тоа. Може. И така тргна. Така некако, да. А харфава како дојде? Харфата исто на мене. Ама живи све. Јас се запишав во средно музичко со идеја дека јас ќе бидам диригент или композитор. Многу сакам да пишувам тогаш. И веќе пишував, имав некои детски обиди за соло, пијано, некои поп песни во тоа време, некои текстови. Значи ти викам уште за Иван Джингов стартавме да пишуваме. Си го Да ми творба. прости Иван и жена му. Не го сакам више. Сме да збориме. Не го сакам више. Добро, и харфава? И нели све супер и во втора односно мислам дека беше крај на прва негде класната моја Весна Величанец дојде и на мене и на Теја Богатинова, мојата најдобра другарка и воедно со неа бевме најонака бубалици на фурани ученички и она имаше композиторски афинитет и она сега веќе и композитор нели дипломирана и свето и магистрирана. Вика дечки дефицит на харфистика почна да има во држава, професорката што е Лела Урманова ќе се оди, као дали некој е заинтересиран да учи. Нешто во тој фазон беше муабетот и као да размислиме, ја дојдов дома кажав, као сега инструментов стварно е најскап инструмент у свет, као почетна цена на харфа е не знам 14 евра, 13 во некое време. студентска нека е и 12, дури да ја донесеш до тука пак е 15. И моите ми рекоа не беше ти е. Чао. И јас, знаеш бе, па што сум таква? И јас ако ми речеш нешто, не бе, не можеш да го направиш. Шо? Не можам. Одинат почнав бе харфа да свирам, одинат. Шо стара сум 16, шо многу скапа била пари немаме. Не бе, сега ќе би. И почнав и да ти кажам, кога отидов уште ме интересираше да опипам ситуација, на првиот пробен час кога отидов кај професорката, а од секогаш ми било уште оној цртанот со мачките. Значи, ја бев ептен фан на симфониска музика, секој четврток ни беше у филхармонија, тогаш филхармонија беше во дом на АРМ уште, беше бесплатно за учениците, значи. И нели со пишување во избора многу бев фанка и харфата секогаш ми била волшебна, знаеш. И дури во оркестарот таа повеќе се користи како боја. Сега зависи, Чајковски ја користи како ептен како сварно како инструмент. Но нема врска да не навлегуваме во друга тема. Ми беше големо за мене, ни на крај памет, ама голем предизвик во исто време и голема љубов. Јас стварно мислам, јас сакам све што е музика сега. Јас сакам класичната музика, го сакам и ова што го правам, нели на некој начин естрадната музика, да кажам популарната. И ми се свиѓаше идејата, отидов на пробниот час и тука беше љубов и крај беше, више џабе да се збори, онака знаев дека сакам и почнав. Добро, и како И се возев до крај на средно, после крај на средно пак имавме мака, пошто јас сакав да учам кај Малина Христова, професоркава во Бугарија што предаваше. Беше држниде, пошто реално беше поскапо отколку да останам тука. Бев решена дека сакам тоа да го правам, па некако се убедивме со моите, па отидов таму, па завршив, па првата харфа после, не знам, кога сега, пред неколку години, не знам, може има и повеќе од неколку. Сега ти кажам точно, бев трудна и не ми се познаваше, знам кога бев спиев у Софија за да бирам харфа, значи или не има 6, значи точно пред 6. 6,5 години, 6, толку. Да. Супер. Сега кажи ми искачање во тој период со другаркиве, сите овие, на Игор, на Мари и така натаму, кај искачавте? Абе види, Сара е. Срце мое. Добре си? Ајде да си снимате, ние снимаме. Има во програма, така? Да. Е обавезно.
Поздрав до Нада и цела екипа. Чао. Ајде. И ова има у Скопје. Па секако е Нормално са. Таман работа да не се поздравиш. Така е. Те знае, мора да се поздравиш. Да, не сме од Лондон, Не, да не сме Бојани Марија од Ајки случајно. И со искачањето. Види, ја не сум ти човек за Скопје, але сега вака кога размислам Сериозна и за си? искачање. Па, кате, јас во интерес на вистината, кога моите другари искача, ја останував да вежбам. Стварно не си фер. реалноста беше таа. Сега со Марија, со екипата уште додека сум била во основно, која искачање бе кате основно, до тоа седмо 9, одделение до у 10. Вулкан што искачавме. Да, на И у јуниор. Ла Фабрик на јуниор. Не, Ла Фабрик беше више у средно. Добро. Па нешто имаше и Колосеум, некој нешто тогаш у средно, али јас поише сум вежбала. Искрено, Значи, така да. не си ги фатила убавите такви нухни свирки ова она или Па, сега не, се фатила? не, после уствари у средно, не вете лажам. Значи ја искачав у средно, При крај веројатно или како? не, искачав у Кастро искачав. Аха, Прво добро. идевме у Кастро, значи Пеце свиреа примерно брейкдаун бенд, свиреа Леа со екипава, па не знам сега, свиреа бендови, знаеш? Да. И после тоа продолжувавме у Мамас, која Мамас беше уште после еден. На Деов, на такви работи, Да. значи на тоа сме такви искачале, свирки, не сум значи на искачала живи свирки. диско, него сум идела на свирки, да. Да. Па можеби тоа По-рокерски најубавото. фазон сме Ама били, најубавото е тоа во Скопје. Мене тоа можеби. Одамна нема ми Па и излезе мене, на да. така на никоја свирка која што е во живо тука. Знаеш кога ти е бендот тука и можеш да Па го. Цепелин и Парпл сме слушале, не сме слушале Дейвид Гета и не знам. Да. Се зависи, нели, која екипа, Секој, кој фазон. така. Мојава екипа било нешто такво. И па така, па после едно време Мамас го направија, тука не зезнаа, да ти кажам, кога Мамас го направија да биде до 12. до еден, А, ти до текна еден, на тој да. преход. Па Кастро го затворија, па тука некако ја више после средно и се преселив и у Софија. Така да тие 5 години додека бев таму не излагав, а само што се вратив од Софија тука, искачавме во Midnight Midnight. со Танцот звездите екипава, со Мишо, со И Димитар, таму го со запозна Атанас. Димитар и тоа е. И тоа е. Баш? Ама баш? Ништа, знаеш, Сара ми сам ми тикна мене. Ке му кажеш на Димитар дека и ти ке дојдеш на конференција со него. Треба искачање поише. Треба искачање. Не, стварно не е фер. Ова сега стварно После ќе еве биде колку- на 40 и кусур како куче пуштано од па ланец, што стварно, ќе еве, искачам се журкам. Колосеум. Ти кај си, покажи како играш. Ка 15 стигна. На билјарда со Оля сака уште 50-50, како беше тоа? Јас сакам уште не да сакам. 75-25. Јас сакам, ја можам. Она може, уште она да сака и готово. Знаеш што? Да не заборајме на една хероина. Ајде. На оваа нувава хероина која Не на што една, на многу хероини. На многу хероини, ама твоја една во која што се многу хероини. Прво од каде идејата? Исто е веројатно скопска, македонска и светска приказна. Па да, ова е баш е и па и скопска и македонска, да речем, приказна, а и општо глупо ми е само за своја песна, да речем, светска, ама сакам да кажам женска приказна, да наречем. Значи, види, инспирацијата, ја не знам од каде, како конкретно, искрено, Роберт ми беше на некој начин инспирација, не знам од некој, не дека ми направил муавет, Те гледам јаки таму се жените, или- велики да, се, да. него просто беше некој инспиративен Некој муавет. муабет за жени, Каже, ја мажи. веќе не ни можев да стигнам до дома, она искачаше песна у кола, беше онака, леле, брзо стигам, еве ја добро. И некако секогаш сум така особено верувам у тие песни кои што не сум се мачела за да излезат, него просто дошле, рекле здраво, јас сум тука. И само што се деси песната му ја пратив на Роберт, а како и да ја зборевме дека нешто треба да правиме. И така да сега еве тука е инспирацијава, не знам конкретно валјда тоа било тоа кое што ме драйвало, кое што ме возело во тој последен момент. Знаеш, не е пораката и не е поентата дека сакаме да ги обезвредниме мажите многу далеко од тоа. Знаеш, некој да рече, сака да каже, а вие феминистки ве или не знам што или не знам како. Не е таква Не е приказна. воопшто. Значи прво и основно самиот збор феминизам повикува на еднаквост помеѓу машкиот и женскиот. Добро, само во која форма ќе го изразуваш, тоа е многу важно, ама не дека ние нешто сакаме да ги ојачаме жениве, а да ги омаловажиме мажите. Пази, ја ги сакам мажите, ти ги сакаш мажите, ние без мажите не можеме. Така е.
ние со мажите правиме една кохезија која што е неверојатно прекрасна. Која што создава иднина. Создава иднина, која што создава живот, која што мислам се. Нема врска. Муабетот ми е дека жената сама по себе, јас ја доживувам за многу велико здање, не знам како да се изразам, значи за некој кој што не само што може да донесе на светот живот, него едно комплицирано суштество само по себе, со многу виуги во мозокот, со многу хормони, со многу борби и битки кои што денес се нормални дека ти ќе хендлаш дома, куќа, двор, деца, работа, хонорарна работа, чистење, ферење, флеки, дополнителни работи, болести. Али и сите викаме, знаеш како тоа е нормално да хендлаш. Па дечки, ние сме и ненормални на момент. Да. Али ние мораме да бидеме хероини. Секој од нас е хероина на свој начин. Не е хероина само жената која што е успешна во својата кариера. Хероина е и она која што не е успешна во својата кариера. Хероина е жена која што се справува со 2 деца, со 1 дете. Жена која што сака да има дете, ама не може да има. Мислам, многу приказни, многу приказни за почитување и восхитување и целиот филм и фазон на хероина е да биде еден ветер во грб на сите жени кои што можеби во моментот се чувствуваат недоволно храбро за да се изборат со сите предизвици, пошто дефинитивно имаме еден том предизвици на светот. Не велам дека и мажите немаат, но конкретно песнава е да бидеме ветер во грб за жените. Конкретно песнава е нивна. Конкретно песнава е за сите хероини кои што не престануваат да се борат и онака една преградка е. За сите. Да, една поддршка. Супер, да. Ова го кажуваме пред да почне целата промоција, ама ќе го имаме и спотот така во приказната кога ќе оди ова во етер, па ќе можеме све заедно. Да. Ама сега не, сега предпоследното, а потоа и последното врзано со пеење. Се вика емисијава Скопје але, као навивам за Скопје. За какво Скопје навиваш? Навивам за Скопје без насилство, без инциденти, без тепачки, без убиства, без криминални творби кои што го китат и слушам за приказни во изминативе години. Бевме сведоци на повеќе неубави приказни за кои што многу ми е жал дека и произлегуваат од овој убав град. Навивам за Скопје незагадено во зимно време. Навивам за весело Скопје, за среќно Скопје. Знаеш, мене не ми некако луѓето мислам дека Скопјани во делот Скопјаниве, во делот животов сме фокусирани на да исхейтаме сега зашто ја има оваа градба или не знам што. Убаво ми е Скопје мене. Така е. Мене стварно ми е убаво, многу ми е убаво вака. Искрено, јас се гордам кога ги исповидам туристине на мостовине. И овие сега што ни викаат чао. Искрено се гордам. Да. Значи, окей, и Скопје некогаш и Скопје сега ја го сакам. Мене тоа не ми е проблем, мене ми е битно само да го видам Скопје насмеано, да ги видам луѓето во Скопје насмеано. Наистина. Што Скопје само по себе се смее и да го видам чисто сакам. Сакам да го видам незагадено Скопје и без насилство. Тоа Скопје. Ке пеема? Па секако да. Ајде. Que vida posilna, И са ти песни, а јас им кажам и токму затоа да подржуваме сите заедно македонска музика. Чао! Ајде. Колку добро беше! Баш во